На 81 радиодифузер во државата, односно на толков број на национални, регионални и локални телевизии и радија, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги им одобри попуст од 25% од износот на годишните дозволи за емитување програма, со што даде значаен придонес во намалувањето на трошоците, а поради повеќе годишната криза во овој сектор кој се заканува да стави клуч на голем дел од нив. Деновиве откако радиодифузерите ги добија фактурите за 2023 година, почна да тече постапката за правно регулирање на оваа одлука на АВМУ, за што е потребно мислење од Министерството за правда на Република Македонија, дека одобрената донација е од јавен интерес. Треба да се истакне дека Сдруженијето на електронски медиуми, Медиум Објектив, во текот на минатата година презеде повеќе активности и понуди можни решенија за надминување на состојбите во медиумската сфера. Меѓутоа, владата остана глува на барањата, а по претходно спротивставување на Сдруженијето на новинари и синдикатот, левица пак уште додека измените во законската регулатива беа во комисијска расправа со еден куп амандмани го блокира донесувањето на истите. На прашањето на новинарите зошто од тој пакет на медиуми не се издвојуваат локалните, кои поради законските ограничувања се доведени во безизлезна состојба, председателот на левица Димитар Апасиев при една посета во Кочани изјави: дури и во овој закон кој што се обидува да го прошврцуваат, вие како локални мали медиуми сте испуштени. Значи и во овој кој го блокиравме ние, вас не ве предвидуваат само 5 национални големи телевизии и некои регионални, додека локалните воопшто не фигурираат, така што штета искрено немате затоа што вас ве нема практично во законот. Сега, нашата филозофија е дека во ситуација кога народот плаќа преку буџет радиодифузен сервис, јавен, илузорно е приватњаци да се богатат од државни пари. Од тука нашата логика и филозофија потекнува тоа дека се што е во јавен интерес треба да биде бесплатно. Тоа значи дека за овие кампањи нашиот став е дека треба да бидат бесплатни без оглед дали телевизијата е јавна или приватна, и ние стоиме на тој став и поради тоа е блокада. Тоа што додатно ја искомплицира катастрофално лошата положба во која се најдоа медиумите е снаодливоста на одреден број телевизии и радија во повеќето општини кои покрај законската регулатива изнаоѓаат начини да добијат средства и функционираат, што доведува до подолби и отсуство на единствено дејствување.